8 септември, 25 години независна Република Македонија. Ке се осврнеме на вчерашната прослава по повод 8 септември, но претходно би сакала да се навратиме наназад пред 25 години. Токму тука на плоштадот Македонија беа собрани голем број на граѓани, а на нив им се обрати тогашниот председател на Република Македонија со зборовите: граѓани и граѓанки на Република Македонија, на вас и на сите граѓани и граѓанки на Република Македонија ви ја честитам самостојна, суверена и независна Република Македонија. На тој ден, во предвечерието на распадот на тогашната СФРЈ, граѓаните со 95% ја изгласаа својата независност на референдум. Денешниот ден уште од вчера се прославува. Започна со прославата на Свечината академија, која што беше организирана од страна на државниот врв во Македонскиот народен театар. Сите институции културни, сите кафулиња, сите граѓани го прославуваа тој ден до доцна во ногите, до раните утрински часови. Затоа и не може да забележиме нешто голема раздвиженост ова утро во центарот на градот, но може да забележиме на патот доаѓајќи наваму дека речиси на секаде е развиерено македонското знаме. На вчерашната академија, свечана академија по повод независноста, 8 септември, се обрати и председателот на Републиката Ѓорѓе Иванов. Тој потенцираше на самиот старт во обраќањето дека за да одиме напред, да имаме свој просперитет, треба да се сплотиме сите граѓани заедно. Да го погледнеме првиот дел од обраќањето. Неопходно е да ги зацврстиме институциите, да го реформираме судството, образованието, да ја унапредиме економијата. На тој начин ќе ги отстраниме или барем ќе ги минимизираме последиците од блокадите. Затоа неопходно ни е стратегиското свртување кон внатре, сами да се менуваме на подобро. Но тоа стратегиско свртување кон внатре е многу подлабоко и посуштинско. Настапува време на нов израз на највисока согласност околу споделените интереси на сите граѓани на Република Македонија. Согласност меѓу граѓаните и институциите, меѓу граѓаните и нивните избраници и представници. По изборите новата влада, но и сите ние заедно, ќе треба напорно да работиме за релаксирање наместо за острување на односите во општеството, за враќање на културата на диалог и на компромис во политиката. Треба да ја градиме Македонија како држава на успешните, како општество поштедено од политизација и партизација, во која политичките битки ќе се водат во институциите, а не на улиците. Но и тука се соочивме со предизвици. Колку повеќе се приближувавме до целта, толку повеќе целта ни ја оддалечуваа од нас. Иако ги исполнивме сите критериуми за членство во НАТО и за почеток на преговорите со Европската Унија, бевме блокирани и оставени сами на себе. Нашите стратегиски цели, кои на почетокот не обединуваа, со блокадите почнаа да не фрустрираат. Не мина долго време и блокираните процеси и изгубените години предизвикаа длабоки политички кризи. Кризи во кои станавме заложници на горчина, гнев и нетрпеливост кон политичкиот противник. Кризи во кои се поделивме. Диалогот од државните институции го пренесовме во амбасадите на странските држави. Го загубивме чувството за јавна пристојност во јавниот простор. Кризи во кои многу процеси стагнира и во кои го погазивме заветот што си го дадовме кога прогласивме независност. Завет заедно сплотени да ја градиме државата. И така, последиците од блокадите станаа причини за нови блокади. Председателов Иванов исто така се осврна и на политичката криза. Тој наведе годишнината 25 години независна Македонија требаше да ја пречекаме сите сплотени, наместо тоа ја пречекавме раскарани и разединети. Да ја слушнеме изјавата. Но за разлика од пред 5 години, овој јубилеј не затекна раскарани и поделени со меѓусебна недоверба и омраза. Ова година во која кулминираше политичката криза, беше можност за општествена катарза, за прочистување на нашето општество од сета неодговорност, нетрпеливост и омраза
што се наталожија во изминатиот четврт век. Оваа јубилејна година требаше да биде пресвртница и нов почеток. Но наместо тоа, продолживме да тониме се подлабоко во калта на реваншизмот и меѓусебните обвинувања. Обштеството, економијата, медиумите, културата, уметноста, спортот станаа заложници на политичката криза во која секоја страна ги гледаше грешките на противникот, но е слепа за сопствените грешки. По многу одлагања и неизвестности на 11 декември треба конечно да се одржат долгоочекуваните предвремени парламентарни избори. На овие избори не е важно само кој ќе освои најмногу гласови и кој ќе владее до наредните избори. Тоа ќе го кажат граѓаните. Многу поважно е како ќе мине предизборниот и изборниот процес. Дали ќе се почитува волјата на граѓаните не само од победникот, туку и од поразениот. А најважно од се, она што ќе следи по изборите по 11 декември. Изгубивме многу скапоцено време. Овие избори се шанса да ја завршиме оваа горка страница исполнета со неизвестност и да свртиме нова страница. Новата влада ќе има голема задача на повеќе полиња. Во услови на блокирани европски и евроатлантски интеграции, неопходно е Македонија да направи стратегиско свртување кон внатре. А што значи тоа? Ако Европската Унија нема волја да ги започне преговорите за членство и да ги отвори поглавјата за Македонија, тогаш ние самите треба да ги отвориме 34 поглавја и ние самите треба да си ги исполниме критериумите за членство во Унијата. Граѓаните го прославуваат 8 септември. За сите граѓани на Република Македонија 8 септември е неработен ден. И денеска ќе се одбележи со низа манифестации денешниот ден. Веќе, Елена, можам слободно и да најавам дека ќе присуствуваме во 11 часот во паркот Жена Борец, кога делегација од владата, предводена од вице-премиерот Пешевски, ќе положи свежо цвеќе пред споменикот народни херои. Имаме директно вклучување. Исто така подоцна околу 12 часот на истакнати спортисти, играчи и спортски тренери ќе им биде доделена награда 8 септември. И во текот на денот со низа активности ќе биде одбележан денешниот ден, а телевизија Нова ќе биде на сите од нив и ви известува во живо за одбележувањето на денот на независноста 8 септември на Република Македонија.